Почитувани, во продолжение разговараме со тренерот на македонскиот кошаркарски шампион МЗТ Скопје Аеродром Алек Јунчевски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Вашата екипа го заврши настапот во АБА лигата минатата седмица. Заврши на 10-то место на табелата со биланс од 10 победи и 16 порази. Вистина е дека вие на почетокот на сезоната не бевте прв тренер на тимот, меѓутоа бевте дел од стручниот тим, така што можете компетентно да зборувате. Со какви амбиции влезе МЗТ во АБА лигата и колку тие амбиции и желби се разликуваат од реалниот биланс што го покажува тимот на крајот на сезоната? Добро вечер уште еднаш. Поздрав до гледачите, благодарам што ме повикавте во оваа емисија. АБА лигата се уште како новитет за нас, би рекол, за македонската кошарка, без разлика што МЗТ веќе 4-та година се надпреварува во надпреварување. На почетокот на сезоната пробавме да составиме еден респектабилен тим кој би се борел за што повисока позиција. Не беше јасно кој место би било успех или кое место ќе значи влез во некој од европските надпреварувања. Меѓутоа, секако дека според буџетот не бевме меѓу екипите кои ќе се борат за плейоф, а секако и желбата за да се биде во плейоф конечно после неколку години надпреварување беа големи. Меѓутоа, секако беше желба да бидеме во горниот дел на табелата. Нормално не успеавме. Завршивме на 10-то место, меѓутоа ова надпреварување оваа сезона беше едно од највозбудливите со оглед на тоа што... Да, вистината е дека пред вас екипите има 3 екипи со само една победа повеќе, а под вас има 2 екипи со една победа помалку. На едно коло претходно бевме на 5-та позиција, едно коло следно со пораз се симнувавме доле во 12-та позиција и загрозени да испаднеме во лигата од оваа лига. Оваа сезона беа 14 екипи, 2 екипи го завршија надпреварувањето со тоа што следната сезона не може да се надпреваруваат. Така да 10-то место не е реална слика со тоа што само еден бод е разлика дали ќе бевме 6 или 12. Тешко ли е да се преземе екипа некаде на половина сезона? Екипа зборувам со вакви амбиции. Секако дека е тешко, меѓутоа во кошарката, ако погледнете наназад, секаде имаше промени на половина на сезона, после куп надпреварување. Добрата ситуација кај мене беше со тоа што јас веќе бев од почетокот со истите момци и можев да променам некои работи што знаев дека треба да се променат или да продолжам со некои работи кои што беа добри. Лошата ситуација беше тоа што они не ме гледаа како прв тренер на почетокот и многу беше тешко, не би рекол тешко, меѓутоа на некој начин чуден е тој преод од помошен тренер во главен тренер, каде што треба дополнително да се наметне некој авторитет, каде што дополнително треба да се пренесат мои гледишта во делот на играта, а они да ги применат без никакви прашања. Вашето доаѓање, практично заминувањето на Алиш Пипан и вашето именување на тренерската позиција беше своевиден импулс во тој момент за екипата на МЗТ, бидејќи врзавте неколку добри резултати веднаш што вие го презедовте тимот, но потоа повторно се вративте на она што го гледавме во првиот дел од сезоната. Така, промената беше каде што МЗТ беше на некој скоро 4 победи и 9 порази и бевме во онаа долна фаза загрижувачка, бевме на последното место. Следа надпревари против, односно целиот прв дел веќе помина, следа реваншите повратните надпревари. За моја среќа променивме нешто што мислев дека ќе донесе резултат, така и се случи. Победивме на 3 надпревари последователни. Ние претходно немавме ни 2 надпревари врзани, ни 2 победи. Потоа врзавме 3 надпревари, имавме несреќен пораз од Мега Лекс, шут во последна секунда. Понатака имавме и несреќен пораз и од Будучност, еден од фаворитите за освојување на ова првенство.
се на се можеше да се заврши многу подобро, меѓутоа ако речам дека сме задоволни, не сме задоволни од 10-то место, меѓутоа реков една победа можеше многу повеќе да не остави во горниот дел од табелата. Тоа несреќен пораз како констатација многу често го следеше МЗТ оваа сезона. Не дека имавте многу време да правите кој знае какви анализи со оглед на обврските што ве дочекаа во домашното првенство, меѓутоа сигурно нешто сте размислувале. Што му се случуваше на МЗТ во тие надпревари? Што му недостасуваше да излезе како победник во тие драматични надпревари? Па на почетокот имавме можеби највеќе надпревари каде што во првиот дел од надпреварот, односно во првото полувреме водевме, а на крајот не успеавме да го задржиме тоа водство, односно со пресврт противникот доаѓаше до победа. Тоа беше една карактеристика и тоа убедливо водство да има МЗТ, да речем. Точно. Јас би рекол дека малиот број на играчи во ротација што беше надополнет со неискусни играчи кои овиме прва или втора сезона, меѓутоа без доволна минутажа, младите играчи кои не можеа да го носат товарот на вакви тешки надпревари. Тоа беше по мене недостиг на оваа екипа и односно да се заврши со такви порази. Меѓутоа ме радува фактот што она најбитна утакмица во завршетокот на првенството, каде што последниот надпревар со Тајфун, после водство на Тајфун во првото полувреме, успеавме да се консолидираме и да завршиме со победа, што многу битно беше таа победа многу битна победа за МЗТ, а не својствена за играта на МЗТ. Така да веќе продолжуваме, имавме и тежок надпревар и со Фени во домашното првенство, каде што со минус 14 во првиот дел успеавме да се вратиме и во продолжетоци да ја издвојуваме победа. Така да верувам она што фали, она малиот број на играчи во ротација, веќе секој си ја знае својата задача и младите добиваат некоја улога во овој тим и успеваме негде да излеземе на крај. Овде некаде да го привршуваме првиот дел од разговорот со вас, ќе се вратиме на тема домашно првенство и битката на МЗТ за одбрана на трофеот, а во продолжение ќе чуеме за она што реално веќе подолго време, не само во последниот период, се работи повторно за АБА лигата, меѓутоа за она што ова регионално надпреварување веќе долг период се наоѓа во средината на превирањата меѓу ФИБА и Евролигата. На оваа тема поразговаравме со извршниот директор на МЗТ Скопје Аеродром Видове Сакуловски. Да го видиме разговорот со него. Добро вечер и драго ми е што издвоивте време да бидете гостин во спортското студио на телевизија Нова. Вие сте извршен директор на МЗТ Скопје Аеродром, нашата екипа која веќе 4 години настапува во АБА лигата. Промоцијата на македонската кошарка преку АБА лигата е апсолвирано веќе прашање и значењето на настапот на МЗТ Скопје во регионалното надпреварување многу пати сме го зборувале и мислам дека тоа веќе одамна не е тема за дебата. Она што би било наша клучна тема во овој разговор се веќе подолготрајните превирања на релација ФИБА и УЛЕП и оваа војна практично која трае веќе одреден период, во неколку наврати се удира од глава на АБА лигата. Благодарам на честа која ми ја кажавте да ги размениме мислењата околу случувањата кои што се веќе, како што напомена, трајат од минатата година и мислам дека сигурно уште година дена ќе трајат со оглед на она што се одвива во овие изминати месеци, односно години. Именно конкретно за ова, јас не би се поставил само МЗТ, бидејќи МЗТ не оствари само за себе како клуб настапот во АБА лига која што е заклучок на сите учесници во НЕЗЕ, дека е многу потребна за овие простори. Туку практично МЗТ се избори за представник од Македонија. Тоа што во моментов е МЗТ
учесник и кој ги избори и натаму условите да продолжи со настапите во АБА лигата, воедно и како еден од акционерите на АБА лига, и тоа настанато по барање на ФИБА. Значи, преструктурирањето на АБА лига се направи уште минатата година, управо заради постоењето на и сметање дека е тоа некаква си приватна лига на одредени физички лица и дел од клубовите, така да таа премина во раце на 100% во раце на клубовите, односно на 12 клубови. Исклучок беше оваа година кој е на барање исклучиво само за оваа сезона да бидат 14 клуба и затоа беа практично вклучени Олимпија и Сутјеска од Црна Гора. Што значи ние од наредната сезона АБА лигата ќе брои 12 клуба. Што се однесува до релациите Евролига, односно УЛЕП и ФИБА, настана од моментот кога ФИБА се реши дека им е потребно повторно да ги врати тие надпреварувања под нејзина капа. Во сите тие превривања практично и АБА лигата е секогаш на некој начин во средина помеѓу чекинот и наковалната. Неможноста директно да влие ФИБА на АБА лига практично го користи можноста да преку федерациите да поставува одредени услови кои што нормално да извршат притисок врз клубовите и така натаму. Мислам дека е многу некоректно да и федерациите, и клубовите учесници во АБА лига да бидат инволвирани во војната која што е на релација ФИБА и Евролига. Или сега со овие нови измени, нели, она што е УЛЕП, па и тамо дојде до одредени одвојувања, да посебно е Евролигата, посебно УЛЕП. Имено на база на сите овие случувања, ние како учесници во таа АБА лига и како незини акционери, значи на два пати имавме собира, односно одржавме состанок скупштината на акционерите, за да можеме да пратиме целокупната состојба. За да последниот момент беше условено од ФИБА да рокот биде 3 март, последниот датум на подпишување на договорот за основивање на новата Евролига, во која што беше дадено можност на АБА лигата да учествува со 4,7% од она што значи основачки влог. Ние во меѓувреме имавме информации за контактите кои што ФИБА ги имала со нашите федерации. Така да информациите кои што ги има сите клубови учесници ги изнесовме на таа скупштина и одлучивме да не прифатиме подпишување, бидејќи дописот кој што го имавме званичен по не знам колку интервенции, баравме да написмено ФИБА не информира што е незиниот став, кои се незините предлози, за да ние можеме да нормално се изјасниме. За да во меѓувреме стигна и писмениот допис од Евролига со нивните предлози околу нивното видување што ќе значи преодот од АБА лига кон ФИБА или кон УЛЕП или Еврокупа Евролига. Ако кажам дека од страна на Евролига и Еврокупот имавме конкретни предлози кон АБА лига, тоа значеше дека шампионот на АБА лига обезбедува директен пласман во Евролигата, а да второ, трето и четврто пласираната екипа го добие правото за настап во Еврокупот. Единствено прашање во целиот тој допис кој се постави приспред клубовите, тоа беше што за учесниците кои би играле во Еврокупот беше и конкретно соопштен буџетот
кој е планиран за екипите учесници во Еврокупот. Тоа беа негде околу 2,5 милиона евра. Меѓутоа, во тој допис немаше информација што би значило учеството со пласманот во Евролига. Нели сите знаеме колкав е обезбеден буџетот на Евролига и како тоа се распределува на клубовите учесници. Во овој случај не беше спомнато што значи тоа за учесникот од АБА лига. И од друга страна имавме онај допис од ФИБА, во кој што имавме две алтернативи дадени, во кој што ФИБА вели дека нема против ако нашиот шампион од АБА лига настапува во Евролига, меѓутоа инсистира да останатите екипи не учествуваат во Еврокупот, туку да земат учество во ФИБината Евролига. И тоа значеше, ако одат три екипи, значи ако нашиот шампион не оди во Евролига, туку оди во ФИБА, во тој случај би имале 3+1. Тоа би значило дека првопласираната екипа добива директно учество, а нема конкретно дека вториот, третиот би биле оние кои што го обезбедуваат учеството во Евролига, а да кажеме четвртиот би играл квалификации за тоа. Него на усмени некои си информации, као па вие ќе се договорите, што мислам е далеку од нештата дека може сега некоја федерација ај ти игра, јас нема да играм. Значи спортскиот дел апсолутно се елиминира во АБА лигата, за да на тој состанок бидеме информирани дека ФИБА имала одредени разговори со Хрватската федерација и со Српската, советување дека тие две места ќе бидат гарантирани за представниците на тие земји. Што оценка беше пред се на клубовите од Хрватска и од Србија, коректно излегува дека не би било коректно да не ја соопшта таа информација пред останатите клубови, па да утре да дојдеме во ситуација да нели се раскараме и да она заедничка оценка што на почетокот на состанокот беше дека на сите клубови учесници е заклучок дека АБА лига е неопходна за овој регион. Значи тоа се и за клубовите од Србија, и за клубовите од Хрватска, од Босна, Црна Гора, Словенија. Мислам дека во ФИБА претпоставувам дека нема дилеми околу значењето на АБА лига за развојот на кошарката во овој регион. Меѓутоа, придобивањето на клубовите стана очигледно во одреден период дека оди потешко со оглед на тоа што тенденцијата на клубовите учеснички во АБА лигата е да се поврзат или да останат поврзани со Евролигата, односно таму да обезбедуваат пласман. ФИБА во еден период правеше многу не знам, може тоа сега и во овие моменти така, меѓутоа имам впечаток дека во еден период правеше многу посериозен притисок на националните федерации. Може овај не сум комплетно во право, затоа што пред некој ден па прочитав информација дека на Србија наводно и се заканува од земање на предолимпискиот турнир, токму заради овие сите превирања околу тоа кој каде ќе игра. Ја користили ФИБА позицијата на моќ, да речеме, над националните федерации, за некако да издействува влијание на клубовите и ги доведува ли тоа националните федерации во една незавидна позиција, затоа што сепак се членки на ФИБА, не можат да ја одбијат да ја речат не интересира нас тоа, ама од друга страна па и клубовите не можат да ги фатат за гуша да им речат вие сега ќе играте овде. Информацијата која што ние имаме и мислам дека ја озваничија таа информација, практично баш поради злоупотребата на некој начин, ја би ја кажал, на и моќта да влијаат врз федерациите со одредени уцени, тоа значи директно и е уцени на клубовите. Да се разбереме, клубовите се во 90% веќе приватен капитал. И не може некој да користи таа позиција да преку националните федерации вршат притисок да одлучуваат во кое надпреварување ќе се одлучи клубот да учествува.
И последната информација што имам дека е веќе поднесена и судско барање разврска од страна на УЛЕП, затоа што практично ФИБА ја злоупотребува својата функција. Докаде ќе оди тоа? Од тој момент ФИБА ја омекша својот притисок на уцени дека нема да се дозволи на Србија да се организира квалификациите за Олимпијади во Србија. Мислам дека и до нашата федерација беше одредени притисоци дека можда и ќе го изгубиме она што сме го добиле како организатор U18 Б дивизија. И затоа МЗТ секогаш уште минатата година рече дека никогаш нема да донесе одлуката која што ќе наштети на нашата федерација. Во хипотетички може да се доведете во ситуација да зависи од МЗТ. Федерацијата нема да ве принудува можеби, меѓутоа во зависност од одлуката на МЗТ ќе може да зависи судбината на федерацијата. Што тогаш правиме во таква ситуација? Значи ние се изјаснивме и како клуб дека во секој случај ние нема да бидеме со нашите постапки да предизвикаме да ние на национална основа овде изгубиме дали првенства, дали учество, квалификации и така натаму. Меѓутоа ние бараме од федерацијата да и таа биде малку по-агресивна во заштитата пак сега во моментов ЕМЗТ. Меѓутоа до година може да биде друг клуб, нели? Така да, какви се настапите и кои се ставовите, јас како представник од Македонија во АБА лига, јас не директно од федерациите од Србија, Хрватска, Босна, туку преку клубовите кои што имале нормално своји средби, своји состаноци, ги добивме информациите какви се нивните ставови, кои што може преку ноќи да се променат. И од тој аспект, дури се загатна на состанокот во АБА лига, па на крајот од краиштата, зашто ние да бидеме тие преку кои што се прекршува, па дај тогаш ние да си формираме исто како Евролига, лиценцно да се затвориме во рамките на бившите југословенски простори, нели? И да не зависиме од тоа нити да бидат казнувани нашите федерации, а во тој случај ни ФИБА не може нас да не санкционира, нели? Почитувани, се враќаме со разговорот со тренерот на МЗТ Скопје Аеродром Алек Јончевски. Вашата екипа го врати трофеот во купот оваа сезона. Ви ветува ли тоа дека нема да имате посериозни проблеми околу одбраната на шампионската титула? Па секако дека купот е едно надпреварување каде што изненадување се возможни. Многу е потешко да се одбрани купот, односно да се освои куп, отколку првенство. Меѓутоа, не би рекол дека сега е завршена работата. Нормално гледам претенденти за освојување на титула кои се појачаа во дозволениот преоден рок. Имаат добри ростери, екипи како Соколи, Куманово, Фени. Имавме доста тежок натпревар со Фени. Тука би го спомнал и Кожов, солидна екипа, без разлика што пред неколку дена имавме лесен натпревар со нив. Меѓутоа, тоа беше натпревар каде што не играа нивните главни играчи, така да тој натпревар воопшто не е мерило. Работнички ни нанесе пораз, би рекол, тежок пораз, каде што неочекувано изгубивме после едно гостување во Јадранска лига. Има екипи каде што навистина мораме да се испотиме за да ја зачуваме титулата во Аеродром. Еве вечерва Фени го победи Карпош Соколи. Фени некако се покажува како екипа која сериозни проблеми прави на двете екипи за кои, ако на почетокот на сезоната изгледаше дека МЗТ секако и еве Карпош Соколи, бидејќи имаше еден амбициозен состав направено, како главни претенденти за битка за титулата. Точно како што реков, пред предпоследното коло Фени имавме надпревар кој го добивме дури по продолжетоци. Се разбира дека се работи за солидна екипа која што со добра припрема нормално може да представува проблем понатаму во плейофот.
Меѓутоа, верувам дека имаме фаворитската улога во борба за титулата и со добра работа до крајот на сезоната ќе успееме да задржиме титулата. Долго е првенството, прв пат оваа година има систем 4 кружен. Уште не е завршен третиот круг, ќе има доволно утакмици за да видиме каде, бидејќи досега целта, не целта, меѓутоа бевме насочени повеќе кон Јадранската лига. Сите припреми ги правевме против екипите од Јадранската лига и по само ден или максимум 2 дена имавме време да се припремиме за домашното првенство. Сега Јадранската лига заврши, имаме надпревари недела за недела, каде што можеме да се концентрираме и подобро да се спремиме за тие средби. Која екипа е најтежок противник за вашиот тим од домашното првенство? Па не би сакал да издвојам. Ако не ги броиме овие кои се двете екипи на дното, на кои тешко им оди сепак резултатски во првенството? Па видете, има многу промени. Куманово има сосема различен тим од оној што почна на почетокот на сезоната. Треба допрва задутре имаме надпревар со нив и баш би сакал да видам каков е тој тим на Куманово, поготово тоа што прв пат ќе настапат против нас и со нов тренер. Ќе биде тоа сигурно сосема различен тим, различна игра. Не би сакал да издвојам никого, проста причина што еден работнички со ваков тим изгуби од скоро сите кандидати за титулата, а потоа нас ни нанесе пораз каде што водеше во текот на целиот надпревар. Така да било кој од овие тимови што ги спомнав може да изненади некого, меѓутоа реков, купот е надпревар каде што одлучува односно надпреварување каде што одлучува еден надпревар, додека борба за титула ќе има плейоф, ќе има 3 надпревари, ќе има шанса за поправен. Ги споменавте вие овие промени во екипите и поголем број од екипите направија и сериозни промени во текот на сезоната, и промени на тренери и на играчи, и кај вас се случуваше тоа. Што ви зборува тоа за македонските екипи? Па не би сакал да кажам дека тоа се случува нешто во македонските екипи, бидејќи било која екипа и од Јадранската лига направија еден куп промени. Променија и тренери, променија и играчи. Тоа е нормална работа кога се составува тим и кога за прв пат се собираат играчи кои претходно не играле заедно, кои за прв пат тренерот се соочува со тие играчи, нормално е да се направат грешки. Во текот на надпреварувањето постои преоден рок за да се исправат тие грешки и да се направат промени. Ако се сеќавате, прошлата година кај нас се направија милион промени, имаше можда рекорден број 5 тренери сменето и можеби преку 20 играчи. Оваа сезона не е тоа толку драстично. Не е воопшто драстично. Се промени тренерот и тоа на негова иницијатива сам да си замине, а се доведе само едно засилување, тоа е Урош Луковиќ, кој добро се вклопи во тимот и ни еден друг играч не го напушти тимот. Тоа е, мислам дека е позитивно. А тие промени што претходно се правеа претходната сезона се видоа дека не донесоа резултат, односно направија големи турбуленции како на самите тренинзи, така и на надпреварите. Немаше едноставно хемија помеѓу играчите. Секој ден се размислуваше што е ново, што е следно и не бевме фокусирани баш во правев правец. Во што е подобар вашиот тим за останатите екипи од домашното првенство? Па во моментов сме покриени, ја мислам дека сме покриени на секоја позиција, ако се споредиме со било кој тим, дека имаме на секоја позиција подобри играчи, индивидуалци пред се, а потоа верувам дека за по подолго време овој тим игра компактно, нормално, има исклучоци, меѓутоа играчите ги гледам дека има некоја хемија помеѓу нив, каде што играат заедно, играат сите за еден, играат за тимот и имаат желба за победа. Не велам дека другите екипи тоа го немаат, меѓутоа со оглед на тоа што како индивидуалци се поквалитетни, верувам дека тоа е предноста према другите.
Еве не мора без да навлегуваме во анализа на тоа колкава е потребата од странци и која е оптималната бројка на број на странци во екипите во домашното првенство. Каква перспектива гледате за македонската кошарка според домашните македонски играчи што ги имате вие и останатите клубови на располагање? Па, освен Куманово, кој има најголем број на репрезентативци и бивши репрезентативци или некои кои биле, би рекол дека тука сме ние, а сите други клубови кострот им е носечки на странците. Освен Дамјан Стојановски, на почетокот на сезоната го имавме и Марко Симоновски, потоа тука се младинските репрезентативци, Мекич, односно Младеновски кој е А репрезентативец. И нормално, со секоја шанса за нивна поголема минутажа, ја пробувам да им дозволам, односно да им дадам шанса што повеќе да поминат на паркет, меѓутоа све тоа зависи од нив. Имаше приметби дека не добива доволно шанса, меѓутоа тоа беа надпревари во Јадранска лига, каде што се уште не може да го носа тој товар. Го имаме и Горјан Марковски, кој и он беше во поширок список на репрезентацијата, меѓутоа се работи за играч кој имаше едно по друго повреди и полека се враќа на терен. Верувам во македонските играчи и јас би сакал што повеќе во било кој тим да има играчи наши и до сега не сум бил во ситуација да го составам тимот во иднина, доколку би имал шанса да го составувам тимот, секако дека првенствено би се осврнал на играчи од со домашни играчи, за потоа да странските ги надополнат оние позиции кои не можат од македонски играчи да. Ве прашувам ова заради тоа што на македонската кошаркарска репрезентација и предстојат повторно квалификации. Вие сте работели во репрезентацијата подолг период. Токму од овој аспект ние ја добивме групата квалификацијска. Што може да се очекува? Па, мислам дека е релативно лесна група, лесна од смисол дека можеше да биде многу потешко. Нормално избегнавме некои фаворити. Ги добивме Велика Британија, добивме Унгарија и подсетиме. Без разлика, добро. Небитно, мислам дека првите две места носат, односно водат на Европско првенство. Сум член на репрезентација во стручниот штаб уште во 2012 како оние квалификации во Венецуела, понатаму Европското првенство 2013 во Словенија, 2015 во Загреб. Би било убаво да се задржи тој континуитет по оној одличен успех 2011 во Литванија, да се задржи континуитет на присуство на европските првенства и верувам дека имаме шанса, имаме играчи кои може да го издржат тој товар, без разлика што се уште нема селектор и би рекол играчите се тие веќе се знаат кои 16 на играчи би биле на поширок список. Понатаму останува да се види докаде како ќе се развива. Алек, ви благодарам што одвоивте време од напорниот ритм на тренинзи и надпревари да бидете гостин во нашата програма на Нова ТВ. Тука е некаде крајот на разговорот со Алек Јончевски. Во продолжение, уште еден дел од разговорот со извршниот директор на МЗТ Скопје Аеродром Видоја Секуловски, кој се однесува на релациите или недоразбирањата што веќе подолг период МЗТ ги има со навивачите и за тоа што доведе МЗТ во последнава сезона да се бори за публика, односно во голем дел од надпреварите играчите да мора да играат пред празни трибини. Да се вратиме уште малку поконкретно на МЗТ Скопје. Вие неколку сезони поред сте шампионска екипа во Македонија.
Оваа година го вративте и трофеот во купот. Имате помалку или повеќе успешни сезони во АБА лигата. Меѓутоа, она што многу очигледно или многу паѓа во очи во текот на оваа сезона особено, и минатата беше така, меѓутоа оваа сезона некако мене ми е најочигледно, е празните трибини и на надпреварите на МЗТ Скопје. Тоа се случува и на дуелите на МЗТ во АБА лигата. Некогаш има и подобри и полоши денови, нели, во зависност од противникот, меѓутоа очигледно е дека салата е празна. Претпоставувам вие имате објаснување, јавноста и во голем дел знае нешто што се случувало, меѓутоа вие како од клубски аспект го гледате тоа? Затоа што претпоставувам дека МЗТ има своји аргументи за тоа како се поставил или се однесувал во одреден период кон навивачка група, кон други навивачи и така натаму. Меѓутоа, она што сигурно и вас ви боде очи се празните трибини. Никој не сака да има празни трибини, најмалку па сакаат кошаркарите на тер. Ја прво ќе кажам генерално дека изминатава сезона е намален бројот на посетители не само на МЗТ, туку генерално и во АБА лигата. Од таму и произлегуваат оние маркетиншки анализи на посетеноста на надпреварите и нормално да се работи на тоа да се зголеми. Јас и една мала излет ке направам, ако споредиме и она што е во моментот ракометот, конкретно за Вардар, бидејќи сум присутен во салата, ако видите дека на европските надпреварувања салата е полна, па доаѓа сека лига, па значи има еден период веројатно кај што луѓето го бараат квалитетот, возбудливоста на надпреварите. Меѓутоа, во МЗТ се случи од моментот кога се отвори оваа сала, премногу шпекулации, вакви, такви, дали е тоа навистина на МЗТ салата, дали е на Вардар салата или на кого е. Еве сега приликата и можноста да јавноста ја упознам навистина како е. Значи, овој спортски центар, оваа сала е во власништво на општина Аеродром, заведена во катастарот, не знам сега точно под кој катастарски број, со тоа што на база на јавно-приватното партнерство одстапено е на користење 35 години на спортски центар Јане Сандански. Не би коментирал позади тоа дека е господинот Самсоненко, со кого имаме навистина извонредна соработка и благодарност за она што инвестирал и направил нешто за македонскиот спорт. Имено за што конкретно се работи. При тој договор помеѓу општината од една страна и новоформираната фирма Спортски центар Јане Сандански, во тој договор е децидно поставено дека обврската, меѓу другото, Спортски центар ја има спрема МЗТ во наредните 35 години и набројани се што све мора да му обезбеди и да му гарантира на МЗТ. Тоа значи да му ги обезбеди овие простории во кои што сега седиме, се практично во собственост на МЗТ кошаркашкиот клуб и никој нема право да стопанисува со... Значи, она што ние како клуб го изнесовме како потреба, тоа ни беше прифатено и ние доделено. Значи, обврска е да бидат обезбедени термини, онолку колку што се потребни во главната сала во спортскиот центар, и бидејќи имаме нели уште една мала сала, па ние овдека интерно и се договараме согласно на надпреварите кои што ги играме, па одредени тренинзи, нели дали ракометарите, ракометарките или ние,
и барем до сега имаме навистина извонредна соработка. И што е уште многу битно за МЗТ, дека ние практично дури и оваа струја и вода воопшто не е на трошок на клубот, туку тоа си го подмирува спортскиот центар Јане Сандански. Сега, дали некој си го нарекува домот на МЗТ, домот на Вардар или ова, тоа се веќе тумачења на кои што ние не можеме да влијаеме. Проблемот настана околу боите кои што ги имале столчињата во салата и така натаму, па сега ова не е домот на МЗТ, ова е на некој друг. Како се сите тие пренесувани и така натаму, не би навлегувал, бидејќи секој има право да се изгради свој став, свое мислење. Не можеме ние како клуб да на некого нешто му наметнеме. Само знам дека сите клубови кои овде гостува на надпреварите со МЗТ, сите со завист гледаат кон нас, бидејќи ние сме веројатно единствениот клуб во АБА лига кој го има ова.